Во 5:03 жителите на познатото виничко село Блатец беа на нозе. Селото речиси целото беше осветлено, зашто една до друго изградените куќи на браќата Симонски гореа во еден пламен. Малку пред тоа, еден од браќата Јован несреќата ја почувствувал како му се лепи по лицето. Во сонот го фатила паника и од креветот скокнал рефлексно. И во сонот го спијам, нешто без устата лепи, залепила без устата. И станувам, викам на жената, жена, нешто, викам, не уред, тука спијам, а прво нешто како устата ми се залепила. Гледам дим, ништо не се види. Она стрипа, по мене одма, стрипа, Јоване горе. Горе ме Јоване, а горе на горниот е спрат. И од таму тоа чурлавата се смиста надоле и ние доле задушиме. И почнах да викам, Стежо Мари горе, бе, Стежо, тука сам, она вика, Јоване, дека си немој да паднеш, сема да вика, да кука. И те тоа. Ништо. Сега диве да купуваме се. Ништо нема. По пижами вонка. Големиот пожар и несреќата за многу кратко пред куќата на Симонски ги собра сите кои на различни начини помагале во спасување на домакините и инвентарот. Нема некој тоа да не е помогнал, греоте. Нема. Таа бабичката е старата и тука ја сега прибрахме тоа. Да прекара, да прекарува некако да биде. Се, ништо нема здраво. Она вика, иди собери ми теглите там под кревето, бех се здрави и вика, варш, имаше вика, ако остане живеле, сака нешто да јада. Во исто време на повикот за интервенција од Виница пристигнале 3 цистерни со вода и 10 пожарникари, кои тешко се справувале со веќе големиот оган и високите температури. Заради големината на пожарот, веднаш повикав помош од колегите на територијалната противпожарна единица на Кочани, кои дојдоа со едно противпожарно возило цистерна и 20 пожарникари. На лице место затекравме запалени кровни конструкции на двете куќи, така што моравме пожарот да го гасиме од неколку страни со пуштање на повеќе линии. Иако причините за пожарот ќе се утврдуваат, тие најверојатно доаѓаат од првиот кат на едната куќа, каде живеела сестра на браќата Симонски. Лабед да се направи вечера супа да вара. И како супата се свари и вечераха. И сум си онодела. Излегнам, беше 9 сата, не беме заспали още. Ја излегна, ако комшиката дојде, вика, оджако гори. Која и да е причината за големиот пожар? Факт е дека куќата на Јован Симонски е комплетно изгорена, без притоа семејството да успее да спаси било што од неа. Бегајќи од опасноста, тие на улица останале во пижами, откаде подоцна со позајмена облека заминале во Виница. Утре во Блатец доаѓа и братот на Јован кој работи во Германија, чија куќа не е докрај уништена, но во некој случај не е место за живење во овој момент. Од овие причини, семејството Симонски е сместено кај соседи и блиски роднини. Во последната недела ова е втор голем пожар. Првиот беше во Штип кој за жал однесе човечки живот, а сега целосно се уништени двете куќи на двајцата браќа.